Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада, а во нив ќе гледате. По повод 3 март, денот на општина Тетово, се одржа свечена седница на Советот. Награди и признанија им беа доделени на повеќе мина заслужни граѓани. Групацијата на мелничко-пекарската индустрија донесе одлука од утре да прекине со штрајкот и да почне да произведува и да доставува бел и полубел леб по замрзната цена од 33 денари. Во февруари во рамки на засилени акциски контроли спроведени на поширокото тетовско подрачје биле санкционирани над 1700 различни видови прекршоци. По повод 3 март, денот на општина Тетово, се одржа свечена седница на Советот на која експозе имаше градоначалникот Билјал Касами. Награди и признанија им беа доделени на повеќе мина заслужни граѓани. Со свеченост што се одржа во салата на Советот на општина Тетово, денес беше одбележан 3 март, денот на општина Тетово. По тој повод обраќање имаше градоначалникот на општината Билјал Касами. Денот на општината е прослава на демократијата и суштинска отвореност кон граѓаните. Тоа е прослава што го одбележува заедничкиот граѓански ангажман и негување на демократските вредности, транспарентност, отчетност и учество на сите општествени чинители во креирањето на јавните политики за доброто на сите граѓани. Токму на овој ден, со ова свечена седница, заеднички ја одбележуваме нашата посветеност кон развојот на градот, досегашните достигнувања, безбројните предизвици и заложбата да му дадеме на градот уште една динамика на развој и сеопфатен напредок. Денеска имаме консолидирана општина, способна да одговори на барањата на граѓаните. Општина Тетово е отворена врата за сите граѓани, за институционална поддршка, за идеите и иницијативите што доаѓаат од самите граѓани. Нашата визија за модерен и развиен град од ден на ден станува конкретна преку бројни реализирани проекти и инвестиции направени на секое поле. На овој празничен ден дефинитивно сакам да го истакнам придонесот на сите чинители на општественото живење, кој на нашата посветеност и дадува сила и вистинска волја за промена и развој. Ветерани на образованието, личности од различни сфери, прекрасни пожарникари, одлични и успешни ученици и студенти, спортисти, луѓе од уметноста и културата се неоспорната вредност на нашиот заеднички живот. Тие се нашата гордост, инспирација и волја да чекориме по патот на напредокот. Тетовската локална самоуправа по повод денот на општината додели признанија и награди на личности, здруженија и организации, кои со својата работа се истакнале во повеќе области и постигнале резултати од општествен интерес и за афирмација на градот и општина Тетово. За дадениот придонес во образованието, точно, но предлогот беше во суштина за заштита и зачувување на македонскиот јазик и на дијалектот кој што нас не одбележува, тоа е тетовскиот дијалект. Па им благодарам на општина Тетово, благодарам на советниците што ме предложиле. Наградата ја добив за постигнати успеси во каратето. Ова исто еден мој успех. Благодарност до општината Тетово што ми ја подели оваа награда. Ќе ми биде мотив за понатамошни уште резултати и успеси и благодарност до тренерите, а најголема благодарност до моите родители кои ми даваат најголемата поддршка. Нека ни е среќен празникот на општина Тетово за многу години, да празнуваме уште вакви многу настани. Наградата ја добив на полето на уметноста, на поезијата и литературата и пишаниот збор Тетово нека ни е вечно, секаде во стиховите и во текстовите. Добив награда како актер од драмското студио при Домот на културата Илјо Антески Смок во Тетово. На моје големо задоволство затоа што во моите 70 години кои ги направив, 50 години ги поминав на даските кои живот значат. Добив награда за најуспешен спортист од Струнгенс Тетово клубот за ММА. Јас сум многу возбуден и радосен за тоа што се случи.
че се трудам за уште повеќе успехи да имам во спортот. Градоначалникот ми даде признание за тоа што јас го знам све, математика, географија, историја, све тоа и ова е награда и ова што јас го учам ти платиш на оваа награда што сум ја добил денес. Овој општински празник се празнува откако во 2003 година, како Ден на општина беше прогласен 3 март, датум на кој во 1992 година беше конституиран првиот повеќепартиски општински совет. Премиерот Димитар Ковачевски денеска во врска со одлуката за замрзнување на цената на левот уште еднаш соопшти дека владата нема да дозволи никој да прави екстра профит на грбот на граѓаните. Ковачевски најави дека во блиска иднина е можно да се замрзнат цените и на некои други прехранбени производи, зашто калкулации веќе се прават. Како премиер нема да дозволам некој на грбот на граѓаните да прави екстра профит во време на најголема криза. Дополнително, компаниите кои што во моментов не сакаат да произведуваат ваков тип на леб, се всушност компаниите кои што ги добија и најголемиот дел од субвенциите за ефтина електрична енергија од 80 евра мегават час. 80 евра мегават час електрична енергија во време на најголема криза никаде не можете да најдете на пазарот, па макар и сами ја произведуваат. Јас морам да искажам разочарување од дел од производителите кои што бевте сведоци на медиумите, беа објавувани сметки дека таков тип на леб некој го продава и по 50 денари во доцни ноќни часови. Да се заработува на грбот на граѓаните. Во вакво време, кога сите треба да покажеме солидарност, тоа по мене е нешто најлошо што може да го направи било која компанија. Од друга страна има компании кои што се одговорни и кои што ги спроведуваат мерките согласно одлуките на владата. И на нив сакам да им се заблагодарам и да им честитам на состојниците и на менаџерите на компаниите кои што тоа го прават. Владата веќе донесе дополнителна одлука со која што ги обврзува компаниите 80% од количините кои ги произведувале во декември да мора да ги произведуваат и сега и да ги доставуваат до трговците, врз основа на работата на инспекцијските служби, кои што сите се на терен, и Државниот пазарен инспекторат, и Управата за јавни приходи, ќе бидат носени следни одлуки со оглед на тоа како ќе бидат спроведувани одлуките и првата и втората. Во однос на ова прашање сакам уште нешто да додадам, дека во Министерството за економија се прават анализи во однос на цени и на други основни прехранбени производи, така да во блиска иднина може да следува замрзнување на цените и на други производи од кои што се сметаат за основни прехранбени производи, но за тоа не би сакал да навлегувам во детали додека не бидат направени калкулациите и кога ќе бидат направени и донесени соодветните одлуки, веднаш ќе бидете информирани на пресконференција. Групацијата на мелничко-пекарската индустрија донесе одлука од утре да прекине со штрајкот и да почне да произведува и да доставува бел и полубел леб по замрзната цена од 33 денари. Од друга страна, битката против владината одлука, како што соопшти председателот на групацијата Горан Малишич, ќе ја водат на правна основа. По направените консултации со членството, пекарската индустрија го донесе следниот заклучок. Во интензивни консултации со правни експерти, домашни, но и од надвор, е утврдено дека владините одлуки се неуставни и незаконски или донесени без утврдено прекршување на пазарот по Законот за трговија. Спротивно на одлуката се потврдува, значи со записниците од инспекторатите, дека од 1 декември па се до крајот на февруари се почитуваат сите мерки и претходните одлуки што владата ги донела. По овој основ, пекарската индустрија здружено ќе започне правна постапка со цел наплата на штетата, односно загубата која владата ја нанесе на индустријата со нејзините донесени одлуки. Штетата до 31 мај, до кога е навестено дека ќе трае одлуката на замрзнување на цените на левот и на белиот и полубелиот леб, ќе изнесува на индустријата над 4,5 милиони евра. Значи, битката за заштита и обстанок на индустријата ќе продолжи на правна основа. Пекарите се согласија, значи со претходната одлука, дека од утре да се започне со производство на и испорака на одредени видови на леб, зависно според можностите на секоја пекара.
за да може да се излезе пред се во пресрет на потрошувачите, но и да се обстане во периодов на погрешни одлуки кои ги нанесува владата со несогледливи последици за македонската прехранбена индустрија. Државниот пазарен инспекторат по основ на одлуката на владата за замрзнување на цената на лебот од 450 грама за 33 денари изврши надзор и контроли на над 400 економски субјекти во земјава. Казнети се 4 фирми поради продажба на леб по цена поскапо од 33 денари. До вчера вечерот имавме над 190 контроли, а додека пак денеска имаме веќе 234 контроли извршени на територијата на цела Република Северна Македонија. Во овие контроли се направени 4 записници со утврдени неправилности, изречени се парични казни од над 300.000 денари. Како што напоменав и претходно, казните се многу високи, се согласно Законот за трговија, па дури и со Законот за заштита на потрошувачите, каде што се движат од 500 до 10.000 евра по правен субјект или од 50 до 500 евра по одговорното лице во правното лице, бидејќи и двете страни веќе го наплаќаат долгот на непочитувањето на оваа одлука. Значи во Скопје се утврдени 3 неправилности и во Куманово утврдено една неправилност, односно ситуација каде што лебот не е по цената на замрзнатата цена по одлуката, односно беше над 33 денари. Го разбирам револтот на граѓаните за непопуларниот потек од страна на трговците и производителите на лебот на дел од нив, како реакција на одлуката за замрзнување на цената на белиот и полубелиот леб на 33 денари, што се одрази негативно на секојдневните потреби на граѓаните. Државниот пазарен инспекторат утврди сериозни пореметувања на домашниот пазар во Скопје и Тетово, поради недостаток на бел и полубел леб, за кој владата донесе одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, која стапи на сила на 28 февруари 2023 година. Поради ваквата состојба и токму водени од потребите на граѓаните, владата донесе одлуки со цел нормализирање на пазарот и излегување во пресрет на потребите на нашите граѓани. Конкретно, владата донесе одлука со која ги обврзува трговците кои се регистрирани за вршење на трговска дејност, како и трговците кои се регистрирани за вршење на производство, да прибавуваат или да продаваат бел и полубел леб. Трговците на мало кои продаваат леб имаат обврска во дневната набавка на сите видови леб да имаат најмалку 80% од лебот со замрзнатата цена. Додека трговците кои се занимаваат со производство имаат обврска да го произведуваат и да го ставаат во промет белиот и полубелиот леб во количина од најмалку 80% од производството на овој леб во месец декември 2022 година. Исто така владата одлучи дека трговците за испорачаниот леб за производителот на лебот треба да му платат најдосна во рок од 20 дена од денот на приемот на фактурата за испорачаниот леб. Сакам уште еднаш да ја уверам јавноста дека нема да дозволам неоправдано покачување на цените и нема да дозволам пореметување на пазарот и загрозување на животот на граѓаните. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера изјави дека МВР патролно веќе ги обезбедува сите училишта 24 часа, но согласно новиот акт, веднаш по дојавата за бомба ќе треба да се превземат одредени мерки и како што рече, од тоа нема да има отстапки. Донесовме посебно упатство, посебен акт кој што е во согласно со приликите кои што се сега, заради тоа што имаше упатство кое што беше застарено во делот на тероризмот. Согласно со тоа упатство ќе започнеме нови активности од утре. Веќе се дадени одредени насоки, заедно работиме интензивно со Министерството за образование и наука и направени се одредени усогласувања. Ќе се започне и со комуникација со нашите сектори за внатрешни работи со образовните институции, заради тоа што треба заеднички да постапуваме и на тој начин практично да дојдеме до решение во кое што учениците ќе бидат безбедни и наставниот процес ќе се одвива исто така безбедно. Така да Министерството за внатрешни работи сите аспекти, дали ќе треба 24 часовно обезбедување таму кај што нема, иако да ви кажам дека и во овие моменти ние патролно ги обезбедуваме сите училишта с 24 часа, меѓутоа
упатството е така која што укажува дека веднаш по дојавата ќе мора да се преземаат тие мерки кои што се преземаат и од тоа не смееме да отстапиме, затоа што никој не може да понесе одговорност за било што ако не е постапено согласно со упатствата. И затоа мора колегите да постапуваат, меѓутоа не останавме само на постапувањето. Ние бараме начини, решенија како да дојдеме до целата ова состојба да се реши и мислам дека ова што денеска како акт го донесовме е акт кој што ќе биде дел од решението на процесот. Во продолжение слушнете што регистрирала полицијата во изминатите 24 часа. Вчера околу 14 часот на улица 188 во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 45 годишникот Тетовска Мала Речица, затоа што при претрес извршен во неговото возило со тетовски регистарски ознаки бил пронајден и одземен кокаин. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 14 часот на улица 168 во Тетово лишиле од слобода 46 годишникот Тетовска Мала Речица затоа што физички нападнал полициски службеник кој извршувал службени дејствија. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка и против него ќе следува поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 15 часот и 40 минути привеле 37 годишен гостиварец. Тој бил баран по централна потирница врз основа на судска наредба за издржување на 5 годишна затворска казна за извршено кривично дело разбойништво по член 237 од Кривичниот законник. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Идризово во Скопје за издржување на казната. 25 годишна жителка на Гостиварско село вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавила дека околу 12 часот и 20 минути во станбена зграда на улица Бурча Јовановски во Гостивар, во која што живеела. Физички била нападната од 28 годишник кого го познавала. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Претходниот месец биле регистрирани над 1700 различни видови прекршоци во рамки на засилените акцијски контроли спроведени на поширокото тетовско подрачје. Минатиот месец полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, на поширокото тетовско подрачје во 24 локални засилени акцијски контроли и редовни активности, вкупно откриле и законски санкционирале 1755 различни видови прекршоци. Во февруарските контролни активности поради констатирани прекршоци, односно недостатоци, од сообраќај биле исклучени 46 возила, од кои 24 поради стечена регистрација до и над 30 дена, 19 поради утврдена техничка неисправност и 3 поради претовар. Во овој период исто така од сообраќај биле исклучени 237 возачи, од кои 135 управувале без возачка дозвола, 59 под дејство на алкохол, 21 возач почетник кој не се придржувал на законските ограничувања за оваа категорија на возачи, 20 со важечка забрана за управување и 2 со несоодветна категорија. Покрај тоа, во месецот за кој станува збор времено биле одземени 6 возила со истечена регистрација повеќе од 6 месеци, 95 возачки и 29 сообраќајни дозволи, додека тетовската ПАЕК служба вкупно подигнала 372 непрописно паркирани возила, најмногу во централното подрачје на Тетово. Минатиот месец вкупно биле изречени и 656 мерки за неприлагодена брзина според условите на патот, односно за пребрзо возење, 22 за недавање предност, односно првенство на пешаци, 33 за непрописно пристигнување и така натаму. Институтот за македонска литература во соработка со британската амбасада во Скопје започна со спроведување на проект за поврзување на британската и македонската книжевност и култура. Првата дебата на тема книжевноста како браник на слободата на платформата за креативен диалог и критичко размислување книжевни рефлексии се одржа во Институтот за македонска литература, а во соработка со британската амбасада во Скопје. На неа се обработија неколку тематски целини: цензурирана книжевност, слобода на говор, гласот на маргинализираните. Панелисти во дебатата беа Метју Лосон,
амбасадор на Обединетото кралство, кој во голем дел од дебатата зборуваше на македонски јазик. Професор доктор Наташа Аврамовска, директорка на Институтот за македонска литература, професор доктор Гоце Смилевски, писател и универзитетски професор, и професор доктор Александар Прокопиев, писател и универзитетски професор. Во интерактивната дебата учествуваа и голем број писатели, уредници, издавачи, преведувачи и професори. Ана Јаковска, која е авторка и раководителка на проектот, најави дека следната дебата, која што ќе се одржи на крајот од месец март, ќе биде посветена на родовата нарација во британската книжевност, родовата критичка теорија, како и рецепцијата на женските слободи и правата во локалната средина. Инаку Јовковска истакна дека целта на платформата Книжевни рефлексии е преку културна репрезентација, диалог и едукација да се раздвижи културата на дебата и да се поттикне активно учество на локалната научна и културна заедница во градењето на слободно, отворено и креативно општество. Преку дела на култни и современи британски автори, кои со својата културно-историска важност одиграле голема улога во креирањето на современите теории и светогледи, се адресираат важни општествени прашања. Слобода на говор, цензурирана книжевност, глас на маргинализираните, родова еднаквост, уметност, културна проекција, критичка теорија, медиумска култура и друго. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова петочко издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!